Значи, можам од два аспекти да зборам за ова. Прво како граѓанин, а после и како уметник. Ќе почнам со првото, основното. Значи, очекувам воспоставување на некакви норми на живење целокупни. Тоа е тешко во една толку девастирана состојба како што бевме. Се надевам дека ќе почнеме да гледаме од сите надлежни институции и органи, ќе почнеме да гледаме едно создавање на идеологија, можеби некој правец кој што ќе биде општо прифатен, меѓутоа строго ќе се држиме на тие правци. Мора во сите сфери да се создаде систем на валоризирање. Значи тоа е нешто што нас најмногу не недостасуваше овие десетина години, па можеби и претходно. Мислам дека треба да почне да функционира конечно еден мерит систем, така на меритократија во суштина, каде што подоброто секогаш победува. И сметам дека тоа се генерално цивилизацијски вредности и сметам дека не може своеволно да се прекршуваат тие работи, зашто тоа не носи до било каква продуктивност. Во однос на сега тоа е некоја груба општа перцепција, во однос на моето делување во општеството како уметник, исто така голем проблем во уметноста е критичката мисла, со тоа и создавање, условно кажано, на некаков вредносен систем за што е добро, што не е, да можеме да бидеме доволно свесни во самата уметност, самите да си одлучиме што е добро, што е квалитетна уметност, што е трајна вредност во уметноста, наместо да чекаме да ни се врати некој со награда од надвор, па евентуално само така да го валоризираме. И се надевам дека популистичкиот пристап на културата кој што го имаме, можеби сме го имале од секогаш, мислам дека ќе се метаморфозира, се надевам дека ќе се метаморфозира во еден пристап на бркање на квалитет во уметноста. Тоа подразбира создавање на плодна почва за уметниците да работат, значи општеството да препознае кои уметници имаат капацитет да се извадат од една просечност која што во мање више во повеќе сфери на уметноста владее. И се надевам дека ние уметниците како еснав ќе останеме доволно силни, прибрани, сложни и чисти во идејата и во мислата, да се избориме, бидејќи тоа сепак не може само системот да го направи, туку мора да знаеме дека сепак ние сме учесници во системот и да не бегаме од врските, и да не бегаме можеби од борбата, и да не бегаме од конфликтот, бидејќи бегање од конфликт носи до едноумие, а она што во ова ново време е битно е да има повеќе гласови, да има поголема конструктивност и така да се одбираат подобрите работи.